Доволно еден Емил настан за да се откочат одредени процеси. Таков настан е смртта на Тони Сали, кој што без датум на раѓање, без датум на неговата смрт замина од всушност никогаш не бил во бирократијата, во оние документи во државата на родени и починати лица. И тоа е случај кој што повлекува со себе прашање за останатите лица кои што немаат секако документација и што е она што нив им се случува во нивните животи и како државата треба да постапува по нив. Валентин Ракип е еден од продавачите во лице в лице, дечко кој што ќе го видите низ улиците на Скопје, сте го виделе сигурно низ улиците на Скопје, лице кое што исто така е без документи, а својата борба, а неговата борба веќе трае неколку години. Меѓутоа зборуваме со неговиот социјален ментор, во случајов менторка, господја Магдалена Чариновска-Кузмановски. Добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро, ви благодарам за поканата и за можноста да зборуваме на некоја тема која е актуелна деновива. Вие доаѓате од Асоциацијата за истражување и комуникации Паблик, а сте социјален ментор на Валентин и на уште едно лице во лице в лице. Има ли информации до каде се постапките, каква е постапката на Валентин за добивање на документи, што е она што е условно кажано, како велат ке нас, истрчкано, а што не е и колку од оние институции кои што треба да дадат одговори дале на барањата за документација на Валентин Ракип? Ќе почнам приказната од самиот почеток за да направиме еден убав вовед и да ги запознаеме сите малце повеќе со случајот на Валентин. Валентин е 19 годишно момче. Морам во оваа прилика да кажам дека е еден од оние најскромни, најодговорни продавачи на лице в лице. Пошто кога зборуваме за ранлива категорија на лица, ова е многу битен момент. Инаку 3 години, цели 3 години трае постапката за добивање на документи. За жал, заради некоја, можам да кажем, неодговорност на родителите, не е пријавен на време, роден е во домашни услови. Они се 6 вкупно браќа и сестри. Две од сестрите имаат добиено документи. Тука исто е еден апсурд како добиле тие кога имаат сите ист тип на документација. Тоа се помлади или постари се сестрите, да, тие се постари сестри. Меѓутоа, знаете, сосема небитно добиле на некаков начин документи. Останува отворено прашањето за 4 од тие деца, меѓутоа тоа е само дел, само капка во морето. Значи тоа се многу повеќе лица со сличен проблем. Но да се навратам на Валентин. Валентин е продавач на лице в лице, го вклучивме така, затоа што треба да биде во моментов на затворен пазар на трудот. Уствари требаше да биде до сега всушност, меѓутоа веќе е спремен да добие вработување, баш заради програмата која ние работиме, социјално менторство, за која ќе ви раскажам малце подоцна. Меѓутоа Валентин, борбата негова трае последниве 3 години баш онака секојдневно, да кажам. Вклучени се неколку организации, морам да спомнам неговата првична матична организација, да ја кажам така, а наша партнерска, тоа е Центар за деца на улица. Тие го земале на 12 годишна возраст и навистина работеле многу добро со него, бидејќи стекнал животни и лични навики кои се од негова исклучителна корист. Потоа тука се приклучува Сдружение на млади правници. Мислам дека целото име Македонско Сдружение на млади правници и тие ја водат правната битка. Во моментов има 2 постапки за Валентин. Едниот се води во граѓански суд за добивање граѓански статус по неговиот татко, затоа што тој бил државјанин на Република Македонија. Викам дека бил државјанин зашто е починат во моментов. И уште еден процес кој се води во Министерство за внатрешни работи, односно да добие привремен статус, затоа што привремен престој, се извинувам, затоа што неговата мајка е српски државјанин. И сега кој од овие процеси ќе води побрзо, ќе видиме. Нас сите траат со години? Траат, да. Траат, еве. Уште не се завршени во моментов кога го зборувам ова, не се завршени. Ние се приклучивме како еден вид поддршка, затоа што правната помош ја даваат Сдружение на млади правници, тие ја даваат правната помош, бесплатна правна помош му даваат на Валентин. Меѓутоа ние се приклучивме како еден вид поддршка затоа што сепак Валентин работи кај нас на некој начин. Ние така гледаме на работите
и сме во постојан контакт. Јас сум во постојан контакт со Александра од Млади правници. Меѓутоа имавме ние некои обиди во исто во МВР, имавме обид во Управа за матични книги. И знаете како тука уствари по мене и лежи главниот проблем. Можеби на некој начин префрлање на одговорност, ако можам така да кажам. Што ви велат? Сега, предпоставам дека Сдруженијето Млади правници многу поправно може да ја објасни постапката, меѓутоа фидбекот го знаете и вие, бидејќи се разговарате и со Валентин, она што треба да му го соопштите, и со млади правници соработувате. Што е она што го добивате како одговор од овие институции? Дека нема е комплетна, не знам, документацијата за поднесување, за барање? Документацијата му е комплетна затоа што има ДНК кој е со потврдено татковство. Значи, тоа е официјален документ кој не може никој да го оспори. Знаете каде е проблемот? Сметам дека проблемот највеќе е тоа што не сакаат да направат одредена отстапка, односно не ја гледаат повисоката цел. Јас разбирам дека сите треба да се водиме по закони, подзакони правила, како и да е. Меѓутоа, во некоја ситуација треба да гледаме малку поиндивидуално на нештата и треба да направиме одредена отстапка ако видиме дека таа отстапка оправдува некоја крајна цел, односно во ситуација подобар живот, би рекла за Валентин. Затоа што него, замислете, знаете онаа поговорка на ВТ пата не ви даваат да плачете. Значи, ме оставен до таа мерка на маргини, да, например, не може да има постојано вработување. Значи, како би се прехранил тој? Прво што сега во моментов мајкава има друга брачна заедница формирана во Франција, кој нив ги храни, се запрашал ли некој? Кој нив ги храни кога во исто време не може да најде вработување, затоа што нема документи, а е способен, е работоспособен. Само да напоменам дека идејата беше и Валентин да присуствува на овој разговор, меѓутоа поради временски обврски не може да биде во студиото. А тој се грижи за неговата помала сестричка, он има 14 годишна сестричка и мене ме трогна тој момент и затоа сум толку упорна да го завршиме ова до крај, затоа што кога го прашав во еден наш неформален разговор, Валентин прво го прашав што сака да биде и тој се изненади пошто никој никогаш не го прашал што сака да биде. И ми кажа дека има желба да биде готвач и дека колку може се труди и гледа на интернет како се прават тие рецепти. Меѓутоа со првата плата кога го прашав што би купил, он ми рече дека ќе купи некој подарок на сестричката помала. Да. Веројатно како социјален ментор имате можност да допрете малку поодблиску со лица како Валентин, како што рековте вие, комплетно работоспособно момче на кое што само документите од државата му фалат, државата во која што е роден. Што јас на неколку претходни негови изјави налетав на интернет каде што го вели токму тоа, сакам да имам документи бидејќи не сум фантом и сакам да бидам готвач. Што е нешто вие како социјален ментор му го давате на Валентин, што подразбира тоа менторство? Морам да кажам дека тоа е еден сосема нов проект кој го пилотиравме ние како организација, а е поддржан од ГИС. Тоа е уствари оној мост помеѓу ранливите лица и помеѓу оние на крај бизнес ентитети, зашто ние даваме поддршката, но тие ја даваат шансата, односно можноста да препознаат дека и такви лица заслужуваат да бидат дел од системот и да бидат вработени. И дека верувајте дека ќе ги дадат понатаму, им треба можеби дополнителна поддршка, меѓутоа ќе ги дадат истите оние работи кои ќе ги даде било кој од нас, кои ќе се воведат правилно во тоа. За да објаснам вака малце попластично што е социјален ментор, ќе кажам дека тоа е оној човек кој ја дава поддршката, верува прво во лицето, треба да се стекне одредена доверба, користиме алатки, пошто имавме ние соодветна обука, која во исто време ја слушавме обуката, меѓутоа ја спроведувавме и на пракса. Нашата улога е да препознаеме и да охрабриме вештини и одредени таленти, да им дадеме шанса затоа што случајно во животот не ја добиле таа шанса. И сега кога се така поставени работите во системот, малку поригидни, да бараме исти компетенции за лица кои немале исти услови, односно не сме растеле сите исто, некои од нив немаат ни завршено образование. Ние сме тука оние кои ги преземаме, сите имаат различни години, некои имаат и по 22-3 години, никогаш не работеле.
И сега почнуваме од сам почеток. Значи, некои не се спремни веднаш да се пуштат на отворен пазар на труд, па ние ги држиме како во овој нашиот заштитен пазар на труд, да сте продавачи на лице в лице. И тоа им е и единствен приход кој го добиваат во моментот. Меѓутоа, дел од нив се сосема спремни или ние поттикнуваме уште нешто што треба да се доразвие кај нив. Кога сметаме дека се доволно спремни, тогаш ги вклучуваме на пазар на труд и тука ние сме социјални ментори, меѓутоа потребни се професионални ментори. Оние кои на самото работно место ќе го прифатат лицето и ќе го водат во процесот. Во поглед на програма за социјално менторство има ли тренинзи кои што ги насочуваат можеби овие лица да усовршат одредени вештини и наместо како што велите вие утре кога една компанија или фирма која што во секој момент гледа да скрати нели на своите трошоци дополнително да има човек кој што ќе биде задолжен за програма таму за одредено лице, нема да се случи. Тешко дека ќе се случи. Затоа велам дали има една програма која што им помага на овие деца да ги усовршат своите вештини и веќе работоспособни да влезат на пазарот на труд. Да, токму оваа е таа програма, значи ние во склоп на нашето менторирање им даваме и соодветна обука. Онаму каде што прво самото лице го прашуваме што сака да биде, ние ништо не наметнуваме. Таа цел треба да биде реална и треба да биде исполнителна за да нели почнеме да работиме нешто. Им даваме и соодветна обука, односно не ја даваме ние, него наоѓаме некој кој би ја дал, затоа што не можеме ние нели да јас не можам да го отвач да му ќе го пратите кај за нечија. Точно. И сега во вашето прашање лежи уствари и проблемот на кој што ние сакаме во иднина да работиме, се работи за свесност. Јас знам дека сите пробуваат да скратат. Меѓутоа тоа не носи кон инклузивност. Кога зборуваме за инклузивност, зборуваме за вклученост на секаков вид на вработени. Тој истиот можеби подоцна ќе продонесува уште повеќе од оној кој бил примен без да му треба некоја плюс обука. Ние ги спремаме, навистина ги спремаме до степен, затоа што нас не ни ова само да го истуркаме како проекти, да имаме вработување и тука да завршиме. Тоа вработување треба да биде одржливо, односно тоа лице треба да остане таму вработено. Не после еден месец да си замине или да добие отказ. Во согласност со тоа, значи, тука бараме, на тоа сакаме да лобираме, на поголема свесност од компаниите, дека на ова лице може ќе му треба малце повеќе време, меѓутоа ќе се вклучи, што ние сме препознале како стручњаци, некој кој ја поминал таа обука, дека би се прилагодило тоа лице, значи дека тоа е тоа. Госпоѓа Магдалина, освен Валентин, има и други лица кои што се без документи, а на кои што вие им давате поддршка како социјален ментор. Зборувам и таму во лице или пак освен и неговото семејство, како што рековте, неговите две сестри имаат, меѓутоа помалите деца немаат. Кај нас во организацијата само Валентин, сега имаме еден нов продавач, Сухамет, кој исто така нема документи, меѓутоа тој се надевам затоа што нашата група на социјални ментори заврши првите 10, тоа беше регионален проект, беа опфатени 5 држави. Ние бевме пионери и затоа вака малку зборува малце повеќе за ова, затоа што е нешто ново и нешто што допрва му треба некоја промоција во смисла да подигне свест. Не во смисла нас да ни донесе нешто поголема видливост. Во моментов се тие, меѓутоа сега стартуваме со нова група од други 10 социјални ментори кои ќе бидат исклучително овдека во оваа држава, баш затоа за да направиме споредба и за да имаме една база на социјални ментори, во секој момент да имаме доволно стручни лица што сме ги обучиле за да се пуштат веднаш во работа со ваква категорија на лица. Да, и само за крај да ве прашам на разговор, бидејќи споменавте кога се во прашање управата за матични книги и кога се во прашање некои од институциите, дека треба да се направи мала отстапка, рековте. Отстапка во смисла на документацијата или во она што значи закони по кои што работат овие институции. Знаете зашто ве прашувам, бидејќи го следев гостувањето на новинарката Сонја Телевска неодамна со човекот кој што ги води управата за матични книги, каде што вели да, во државата треба се закон, меѓутоа треба малку и етика и емпатија. Затоа ве прашувам, за какво отстапување се работи, законско или морално?
Точно на тоа зборувам, баш е морално отстапување, зашто во случајов на Валентин, прво зашто толку трае долго постапката, зашто не може да се реши малце побрзо се тоа. Кога ја знаеме од другата страна, ништо све поминува Валентин, она навистина крајно изфрустрирано во моментов и оправдано е тоа, затоа што навистина се соочува, јас не можам за себе си да се замислам 19 минути да бидам без идентитет, се мислете 19 години него тоа да му се случува. Зборувам за отстапка баш таква морална, етичка, малце поголема емпатија. Некој кој ќе ги преземе документите, да ги разгледа и до крај да го реши случајот и да ја види онаа другата поширока слика, значи што ќе донесе тоа, тој ќе направи отстапка. Меѓутоа, отстапката ќе се однесува на доброто на Валентин. Ме разбирате, закон, ние прво ги учиме и ние имаме правила во организацијата и учиме продавачите да ги почитуваат тие правила. Меѓутоа, правила кои ќе донесат подобро утре за некој. Имавме ние добра комуникација и со МВР. Морам да кажам дека не е дека немаме никакво разбирање од институциите. Меѓутоа, некој повисок орган, некој внатре во институцијата кој има одлучувачка моќ, треба да пресече дека на тоа дете треба да му се дадат документи и што поскоро, затоа што имавме ние 2 вработувања за Валентин потенцијални. Тоа не го споменав. И ги испушти затоа што немаше документи. И при тоа мора да се апелира да случајот и со Тони Сали, а и сега со Валентин, кој што ќе го има повеќе, се повеќе во медиумите, ќе се слушне неговиот глас, неговата потреба нели за документи, да не се злоупотребува од страна на одредени пратеници кои што ги употребуваат овие примери во собранието како причина за што побрзо поминување на законот за државјанство. Ова се одредени, изолирани случаи кои што си имаат своја процедура секако. Јас ќе ви се заблагодарам за одвоеното време, ќе ви се заблагодарам за овој разговор и се надевам дека и Валентин ќе го имаме наскоро во брифинг. Ја ќе ви се заблагодарам и од моје име, меѓутоа од името на Валентин, затоа што е пресреќен што е актуелно сега неговото прашање и навистина е полн надеж дека ќе се реши конечно.